Очекувам Ѓорги Иванов да ми го додели мандатот за формирање на нова влада на Република Македонија. Сите поинакви опции ќе значат кршење на уставот и злоупотреба на функцијата. Никола Груевски никогаш повеќе нема да биде премиер. Председателот на СДСМ Зоран Заев ова го изјави по неуспешниот обид ВМРО-ДПМН да договори парламентарно мнозинство со ДУИ. Но дали тоа ќе се случи и кога, во моментов е неизвестно, бидејќи се чека потегот на Иванов. Од неговиот кабинет вела дека тој чека официјално известување од собранието, пошто ќе почне со консултации со надлежните институции и политички партии. По добивање официјално известување од страна на Собранието на Република Македонија, дали мандатарот има поднесено програма и предлог за состав на нова влада, председателот Ѓорги Иванов ќе почне консултации со надлежните институции и политичките партии. Со оглед на истекот на утврдениот рок, во членот 90 од Уставот, Собранието е должно да го извести председателот на Република Македонија дали мандатарот има поднесено програма и предлог за состав на нова влада. Заев со контрастав. Тој одлучи да не чека некој да му демонстрира мнозинство и се пушти да го даде мандатот на партијата со најмногу мандати. Еве партијата со најмногу мандати или коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН со најмногу мандати не успеа да формира влада. Логично е мандатот да биде даден на втората по мандати партија во парламентот, а тоа е коалицијата предводена од СДСМ. Според експертите, нејасно е зошто председателот Иванов се повикува на собранието. Според професорот Давидковски, на овој начин тој само се обидува да добие на време. Уставот е јасен, а според него, тој сега мандатот треба да го даде на втората политичка опција по број на освоени мандати, односно на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На маса во моментов имаме 3 опции, вели Давидковски. Првата опција е да се даде мандатот на втората политичка партија, да се чека 20 дена, ако не се создадат, ако не може да обезбеди мнозинство, тогаш идеме втората опција. Втората опција е парламентот тогаш да констатира дека не може да се состави извршна власт, тогаш да се само распушти и да се закажат нови избори, владата останува. И третата опција по мене како техничка влада. Да, како техничка влада, и третата опција да се сложат сите политички чинители, оние носители на мандатите, да формираат чисто експертска влада од непартиски министри, кои што ќе има со мандат година, дена до избори или така натака, со агенда. Препораките на Прибе да ги реши, да ги припреми локалните избори, да ги припреми парламентарните избори и со тоа мандатот да заврши на техничка или експертска влада. Сепак, во наши услови функционирањето на ваква експертска влада би било многу тешко. Речи си невозможно, вели Давидковски. Прво, ја не знам и кој би се нафатил таа техничка влада, согласно распоредот каков е на силите 49-51, овие вамо групацијата албански партии како е. Мислам дека во секој случај таа може многу лесно, ако некоја структура малку не задоволи, да ја оборат таа техничка влада, која што впрочем 2002 ја оборија и владата техничка на господин Клјусев. И професорот Кадрил нема дилеми дали сепак ќе мора да се избере нова влада која би организирала избори доколку сепак никој не формира влада. Но категоричен е дека не смее да биде сегашната техничка. Која влада ќе биде таа која ќе ги спроведе изборите? Прво, отворено и категорички изјавувам, а тоа е во духот на Уставот. Ова влада не. Ова влада апсолутно не. Оние, да кажем, решенија што ги нуди Уставот, или техничка влада, али нов состав, не ова влада, или експертска влада, политичките партии што се на власт не сакат да помислува за експертска влада, или евентуално коалициона влада, широка, али и таа е политичка влада и за таа нема да има согласност, останува, значи, повторно определбата да биде техничка влада. Но јас веднаш ве молам ќе нагласам. Имам сериозни забелешки за дејствувањето на техничката влада, ова што беше до сега. Дополнителен заменик, па министер, уместо да ги бркаат работите од надлежноста на конкретните министерства, тие од првиот ден кога седна на столица ве молам почна со тужби против тужби. Судовите се полни со кривични пријави од нив. Тогаш ве молам, тука нема ефикасност, нема влада, нема работење, нема честно вршење на функцијата, само ќе има обструкции, тужакања и резултати нема. Според него, државата не смее да остане без влада, но предупредува дека најлоша опција би била да се оди на нови избори.
На овој начин уште повеќе ќе се предлабочи политичката криза, вели Кадрил, а Македонија ќе се соочи со сериозни последици.